Вечера ќе се занимаваме со едно друго прашање, кој што може навидуме, лесно може да се одговори на ова, и минатиот пат имавме и поука, малку беше опфатено тоа прашање, меѓутоа сепак тука има некои нијанси кои човек ќе се задлабочи. Колку пати треба да простам е прашањето. Тоа е некоја нова формула, 7 пати по 70 стои во стихот. Добро, еве да прочитаме. Матеј 18 глава, 21-22, Петар го поставува прашање, му пристапува на Исуса, значи Матеј 18, 21-22 и вели: Господи, колку пати да му простам на брата си кој греши против мене, до 7 пати ли? И Исус му одговара му вели: не ти велат до 7 пати, туку до 70 пати по 7. Со други зборови, не број. Не треба да броиш. Проблемот бил што рабените во тоа време учеле дека до 3 пати ти му простиш некому. И тоа не на ден ако ти изгреши, него во животот. А Исус поставува некои нови стандарди. Меѓутоа, во кој контекст е кажано ова и што би требало да значи ова? Значи, овде вака како што се постави овие два стиха, ако ги извадиме од контекст, како тоа безусловно треба да му простувам на некого? Господ простува безусловно? Еве, неговата љубов е безусловна, велиме. Дали Господ простува безусловно? Не. Така, значи, има некој услов. Добро, тука во тој стих не е дадено тоа, меѓутоа, со оглед на тоа кој е контекстот, видовме минатиот пат во пуката дека што следи после овие стихови? Следи онаа парабола за оној немилостив слуга. Знаете, на кого што му биле простени 10.000 таланти, долг кој што, како што пуката го објаснуваше, не може да ги врати ни за 200.000 години. Значи, 6.000 години е планетата Земја, па сега може да сметате колко е светот 200.000 години. Да. Во не знам која е доба таму. Како што велат. И нему му бил простен, и знаеме дека тоа е сликата на онаа прошка што Господ ни ја дава нам. Затоа што ние не можеме да исплатиме за гревот. Невозможно е едноставно да било што дадеме. Значи, Господ дал тоа што требало да даде, го дал својот Син Исус Христос и ние ја прифаќаме таа жртва и на тој начин и се спасуваме. Меѓутоа, овој вториот, мислам, слугата, откако тоа му било простено, не сакал да му прости на негов должник 100 денарии. Значи, 3 плати, да кажеме, тогашни. И идејата е тука дека треба да имаме постојано дух на простување. Постојано треба да бидеме спремни. Значи, ако човекот се кае, ние не смееме да навлегуваме сега во не знам што, во побуди, во било што, меѓутоа има еден момент на крајот ќе го фатиме, кој што, еве, јас така сум го размислил, не знам вие дали ќе се сложите, но одиме понатаму. Значи, кога сме онаа оштетена страна, кога нам ни е сгрешено, секојаш треба да бидеме спремни да простиме. Ако не за другиот, тогаш за самите себе треба да бидеме спремни. Значи да не го задржуваме гневот, омразот и така натаму, затоа што тоа е лошо по нас. И еве еден цитат ќе прочитам кој што оди во правец всушност на оно што претходно го кажа, вели: Христос е нашиот носител на гревови, оној кој постојано простува беззаконие и грев. Милоста, трпеливоста и долготрпеливоста се славата на неговиот карактер, или може да кажеме главните одлики на неговиот карактер. Знаете, Мојсей која побарал да ја види Божјата слава, знаеме што му било прикажано. Значи, тие се тие главни карактеристики на неговиот карактер. Исус нас долго не трпи, Господ нас долго не трпи. А замислите си, ако Господ броеше до 3, или до 5, или до 7, еве како Петар што овде предлага. Тешко нас. Кој ќе беше спасен тогаш? Мислам дека не постои некој што ќе беше. Вели, еврејските прописи им наложувале на луѓето должност да простуваат до
Сега во овој цитат вели до 5 прекршоци, иако во еден друг Елен Вајд вели до 3, како и да е, нека се и 3 и 5. Да, и Петар мислеше дека со предлагањето на 7 пати ја достигнала границата на човековото трпение. Но Исус сакаше да му покаже дека оние што го имаат божествениот ум и се исполнети со божествениот дух, ќе пројавуваат прошка без граници. И сега пак кажавме, че сепак има некои граници, има услови, што се однесува до тоа да му простите на другиот. Вие треба да имате дух на простување постојано. Меѓутоа, кога и како и дали ќе му простите на другиот, тоа зависи. Зависи од тоа дали ќе се покае. Тоа е едно. Но има и еден друг момент, ви кажав тоа на крајот. Ако Христос би ја ограничил, овој дел, ако Христос би ја ограничил својата милост, сочувство и прошка на одреден број гревови, колку малку луѓе би биле спасени, би Елен Вајд. Но милоста на Христос, која ги простува беззаконијата на луѓето, не учи дека мора да има слободно простување на неправдите и гревовите што ни се направени од нашите ближни. Христос ја даде оваа лекција на своите ученици за да го исправи злото, што беше поучувано и практикувано во прописите и примерите на оние што ги толкуваа светите писма во тоа време, што криво ги толкуваа, всушност. И велеа до 3 пати или до 5 пати и толку. А Петар, многу повеликодушен, до 7 пати. И е сега еден паралелен текст на овој, кој што е малку по-прецизен, би рекол во Лука 17 глава, може би Петар и ова го имал во предвид, може би ова Исус го кажал некојаш предходно, не знам, не навлегувам, меѓутоа, еве тука самиот Исус спомнува 7 пати. Послушайте, Лука 17 глава 3 и 4. Внимавајте на себе. Ако ти сгреши твојот брат, укори го, значи тука има некој процес, укори го и прости му ако се покае. И вели во 4 стих, ако и 7 пати на ден, пазите, на ден, ако 7 пати на ден сгреши против тебе и 7 пати се обрати кон тебе и рече се кајам, прости му. Тука е појасно, нели? Значи, ако прво, што има овде, ако брат ти сгреши против тебе или сестрата, прво треба да го укориш. Значи, не треба тоа да помине незабележано. Пазите, греф е во прашање. Гревот мора да се изнесе. Полека. Значи, ќе дојдеме до тоа. Значи, не треба да се однесуваш како ништо да не се случило. Но, укорот треба да биде даден со љубов. Љубовта е правилото, секојаш. Љубовта е правилото, да, и минатиот пати во пулката тоа беше опфатено. Мислам и целата полука за ова тромесечие се базира на тоа. Значи, не можеме да се грижиме да водиме евиденција за секоја ситница, што ќе не наврада, знаете, ако сме премногу чувствителни или нешто, па сега евиденција, знаете, список да правиме. Не, мора да имаме долго трпение. Тоа е еден од плодовите на духот во Галатјаните 5:22. И треба, значи, да можеме трпеливо да поднесуваме ситни секојдневни навреди и така натаму. Ефесијаните 4:2 ни вели со секаква понизност и кротост, со трпеливост поднесувајќи се едни со други во љубов. Јасно е. Значи, дека треба да се поднесуваме. Кога сме сега навредени, онака баш навредени, до коска, тогаш мора да го спроведиме оној модел во Ефесијаните 4:15, кај што вели, говорејќи ја вистината во љубов. Значи, ќе одиш и ќе го укориш, ама во љубов. Зашто целта е пак да се воспостават нормални односи меѓу вас двајцата. Ако тоа е целта, нормално, ќе бираш начини, изборови и така натаму. Сега, љубовта не значи да зборуваме со другите луѓе за тоа. Љубовта не значи да тоа го задржиме во себе, ни тоа не значи. Љубовта значи да одиш и да ја расчистиш работата со братот и сестрата. Сега во контекстот на оние стихови што ги кажавме Матеј 18:21-22, се и оние претходно кажани во, знаете, она правило од Матеј 18:15-17,
Што е ли таму? Таму се опишени баш тие чекори. Сега тука и одговараме на прашање што ако не се покае. Ако сгреши братот твој против тебе, значи 15 стих од 18 глава Матеј, оди и укори го насамо, меѓу тебе и него. Ако те послуша, што е ова? Ако разбере, ако свати дека стварно направил грешка и се покае, нормално, ако разбере и свати, ќе се покае. Знаете, денеска беше спомнат помалиот син. Има еден многу битен момент, дојка бил со свињите и таму се нашол во неволи и вика, дојде на себе, дојде при себе, или така некој беше. Тоа е тоа. И тога се кае, му текнува кој е неговиот татко, каков е, за неговата добрина се присеќава и така натаму и решава ќе оди. Понизно, онака, па макар и измеќар да биде кај својот татко, нели? Да. Значи, ако сгреши братот твој против тебе, оди и укори го насамо меѓу тебе и него. А ако те послуша, значи свати дека сгрешил и се покае, си го придобил брата си. Сте ги измирили односите. Супер. Но ако не те послуша, што значи ако не се покае, што? Земи со себе уште еден или двајца. Што е целта на ова? Па, повеќе сведоци кои ќе слушнат дека сите имаат исто размислување околу тој проблем, може би па тогаш ќе свати дека сгрешил. Ако има проблем, нели насамо овака, еден со еден. Вели од устата на двајца или тројца сведоци да се потврди секој збор. А ако не ги послуша и нив, кажи и на црквата тогаш, а ако не ја послуша и црквата, нека ти биде како народите и како цариникот. Меѓутоа ова не значи фрли го таму и немај никакви контакти и ништо. Не, повторно со љубов треба да настојуваш да го вратиш. Повторно со љубов треба да настојуваш да тој свати дека сгрешил. Знаете, има тврди луѓе, има самоправедни луѓе, не знам и 10 души да донесеш, они ќе си стојат на својот став. Пример. Но, може би некојаш треба и таков процес. Овие стихови сушто се однесуваат и на црковна дисциплина. Значи, ова значи исклучување на таквиот. Да ти биде како народите и како цариникот. Некојаш, значи, тоа се прави исто во љубов, да се тргне од црквата, за да, може би, таму ќе свати во таква ситуација, да се покае. Еве, пак ќе кажем како помалиот син, иако он самиот се исклучил на некој начин. И еве еден цитат и во тој правец, значи постапката од Христови параболи 250 страна вели на оние што сгрешиле, немојте да им давате повод да се обескрабат. Значи многу треба да биде човек внимателен. Немојте со својата фарисејска нечувствителност да го ранувате својот брат. Тој е веќе ранет со гревот. Ниту во умот, ниту во срцето нека не ви се јави некоја зајадлива, горчлива мисла. Во вашиот глас нека не се покаже никаква трага од презир. Ако сте решиле да искажете некое свое мислење или да заземете рамнодушен став, да покажете сумнителност или недоверба, вие сте ја запечатиле пропаста на таа душа. Нејзи е потребен брат со сочувствително срце, кој со својата љубов, слично на постариот брат, а тоа е Христос, не се мисли на оно од параболата, ќе ги трогне незините човечки чувства. Нека почувствуваат цврст стисок на братска рака, нека го чуе шепотот, ајде да се помолиме. Бог и вам и нему ќе ви подари богато искуство. Молитвата ве соединува меѓусебно и со Бога. Молитвата го води Исуса на наша страна и на слабата, збунета душа и дава нова сила да го совлада светот, телото и ѓаволот. Молитвата ги одбива нападите на сатанат. Ова е, значи, еден убав совет од Христови параболи на 250 страна. Значи, тоа е околу укорот, тоа е околу постапката, ете, ако може би не се покае, иако тоа пак ќе го спомнеме малку, значи, Исус не предизвикува, ако се покае, прости му. Нема друга опција. Ако се покае, мораш да му простиш, треба да му простиш. И што правиме со оно што никогаш не се покајал? Дали да му простиме? Па рековме, како, па ние, што, ќе бидеме повеликодушни од Бога?
Па Бог не простува ако не се покаеш. Како вели тамо, непокаяните гревови не може да бидат покриени со Христовата праведност. Значи, Господ не простува, подолу ќе читаме дека тоа е првиот чекор за да Господ те прими назад. Покаянието. Ако нема вистинско покаяние, Бог не те прима. Значи, ако не се кае, некој не може да му простиш. Ти во себе прости му. Во себе треба да му простиш. Ама ти да настапуваш пред него и да му велиш простено ти е, треба да испанеш будала, мислам. Кој знае како ќе те смета после, како ќе се однесува кон тебе. Има еден друг момент, кој што ќе го разгледам подолу, ви кажав. Значи, дури ако не можеш да му простиш на некого затоа што не се покајал, исто така не можеш да ги задржиш болката и горчината на навредата во твоето срце. Тоа е исто како ситуацијата на Исус на крстот. Што вели? Господе, прости им, не знаат што прават. Ти не се покајале, ама тоа е најдобро, значи на душите да ти биде мирна, да немаш гнев, да не се јадосуваш ти. Прости им, Господе. Меѓутоа не можеш да му простиш ако не се покајал. Јавно пред него да излезеш и да му простиш. Ни Господ не простува. И сега, овој дел интересен. И ако сгреши против тебе 7 пати во еден ден и 7 пати во денот ти се врати велејки се кајам, треба да му простиш. Така вели стихот. Значи, иако вистинската прошка не може да се случи додека нема покаяние, не ни е дозволено да го судиме покаянието на другите. Значи, Елен Вајд дава, ќе го прочитам и тој цитат кај што вели дека не е наше да ги читаме побудите на другиот. Иако звучи неверојатно. Еве, замислете си, ајде нека се тоа 7 различни гревови или грешки против вас во текот на еден ден, пазите. Тоа е многу. Не велам јас сега дека треба ќе го намалувам оно што Исус го кажува. Меѓутоа, што ако станува збор за една иста грешка? Размислувате. Една иста грешка 7 пати во текот на денот. И доаѓа 7 пати ми вели се кајам. Прво прашање е дали се кае? Што е покајанието? Жал за тоа што и оставање. Пример, јас сега ќе те опсујам, Зоран, денеска, и ќе дојдам и ќе, извини, брат, не мислев ова, она се кајам и ти ме простуваш. И после саат време, а пак ќе те опсујам. Ајде да видиме, вели, еве што вели Елен Вајд во Христови параболи повторно. Мошно често, кога сторените зла се повторуваат неколку пати, а сторителот секој пати ја признава својата грешка, повредениот станува уморен и мисли дека веќе доволно проштевал. Но, за Елен Вајд кажува оној дел, Спасителот јасно ни кажал како мораме да постапиме со оние што ни прават зло. Ако изгреши твојот брат, искарај го, и ако се покае, прости му. Го цитира Лука 17.3. Немој да го сметаш за недостоен за твоја доверба. И потоа го цитира и Галатјаните 6.1. Чувајки се себе си и вие да не бидете искушани. Вели, ако твоите браќа грешат и ти треба да им простиш, кога ќе дојдат кај тебе и ќе признаат што сториле, немој да кажеш, мислам дека не покажат доволно понизност, мислам дека нивното покаяние или признание не е искрено и така натаму да навлегуваш. Значи, тоа е навлегување во побудите. Од каде ти е правото, вели, да им судиш кога не си во состојба да ги читаш срцата? Божјата реч кажува, ако се покае, прости му. И ако 7 пати на ден сгреши против тебе и 7 пати се обрати кон тебе и рече, се кајам, прости му. И не само 7 пати, туку дури додава и го кажува оној дел, туку 7 пати по 70.
Океј, ова го разбирам и тоа е така. Меѓутоа дилемата е, еве јас ја поставам таа дилема. Дали ќе му простиш некому кој 7 пати ќе ти погреши во еден ден на едно исто? И ќе ти дојде и 7 пати ќе рече се кајам. Тука е дилемата. Значи, во рете, да, може да се случи, иако навистина е тешко, не знам дали некој од нас ќе признае дека имал некој такво искуство 7 пати на ден некој да му сгрешил. Но еве за една иста работа, ако станува збор за една иста работа. Значи, навистина, простувањето е прекрасна работа, ве ослободува, значи, од тежина, ги средува односите, нели, нормално, ако е тоа вистинско кајање и ако, нели, ќе простите нормално, како што вели словото, и се е окей. Но, има ли тука некоја граница? Значи, Елен Вајд веле, писмото веле дека не треба безгранично да простуваме, 7 пута 70, тоа значи. Меѓутоа за себе. Но како сега да му простите на некој кој што 7 пати во текот на денот ви грешава едно те исто? Тоа значи, не читате побуди вие, тоа е според мене. Ја не читам побуди, туку постапките покажуваат дека он не се кае. Па да, те злоупотребува, да. И ако вие му простите, вие му дозволувате, на што го учите? На што го учите на тој начин? Значи, он здраво за готово ќе смета дека утре пак треба, може истото да го прави, затоа што вие ќе му простите. На што го учите тоа? Не го учите на ништо добро. Значи, не чувствуваат потреба дека треба да се променат таквите луѓе, ако такво нешто прават, затоа што знаат дека ги чека бесплатен билет, да кажеме така, значи, од ваша страна. Научени се дека ќе го добијат тоа и тоа, и си терат исто. А вие може би си велите, па не е голема работа, ајде, ништо ситно, ништо, ајде, терај, прости му. И видите сега што вели Елен Вајд во петото сведоштво, 640 страна. Бог не го прифаќа исповедањето, ако не е проследено со кајање и преобразување. Бог не прифаќа тако нешто. Кој сум ја да прифаќам? И дали треба да прифаќам? Животот мора да се промени од темел, мора да се отфрли се што го навредува Бога. Тоа е последица на вистинското жалење заради гревот. Зборувајќи за покајанието, Павле вели, го цитира 2 Коринќани 7:11, зашто ете тоа што се ожалостивте по Бога, каква усрдност предизвика во вас, какво извинување, какво огорчување, каков страв, каков копнеш, каква ревност, каква горчина, со се покажавте дека во тоа дело сте чисти. Значи, кога вистински човек се кае, ќе покаже на илјадници начин дека тоа е стварно вистинско покаяние. А не пак истото, и тоа во текот на еден ден 7 пати. А може да биде некој и повеќе, не знам. Или може би некој сте слушнале вакви зборови. И ова мора да го објаснем исто, затоа што некој пати не ги разбираме овие работи, иако се едноставни навидум. И ги има само во патот кон Христа. Овие работи само патот кон Христа, ако читате ќе ги сватите. Како треба да биде признанието на гревот? Знаете, некој ќе ви каже, прости ми за се. И мисли дека со тоа кажал се, опфатил се, прости ми за се. Дали така Господ вика? Оние што не ја понизиле својата душа пред Бога, признавајќи ја својата вина, ево се овој дел, не го исполнили ниту првиот услов да бидат примени. Тоа е првиот услов. Да признаеш својата вина, да се покаеш. Ако не сме се покајале вистински и неотповикливо, ако не сме ги признале нашите гревови со длабока понизност во душата и со скршено срце, гнасики се од нашето беззаконие, ние никогаш не сме барале вистински проштевање на гревот, а ако никогаш не сме барале, никогаш и не сме ни добиле мир од Бога, ако сакате мирен сон, без антидепресиви или не знам таму, средства за смирување,
измирете ги односите со секој. Признајте ако треба да признаете нешто. Единствена причина што не сме примиле проштевање за минатите гревови е нашата неподготвеност да го понизиме срцето и да ги исполниме условите на речта на вистината. За тоа ни се дадени изрични упатства. Знаете, изрични упатства, точни. Што вели? Признавањето на гревовите, било јавни или тајни, мора да биде дадено од срце и јасно изразено. Читам понатаму. Тоа не сме да биде изнудено од грешникот, со сила сега да го терам за признање. Не, тоа нема да биде признанието. Тоа не смее да се даде лекомислено и непромислено, ниту пак смее да се бара со сила од оние кои не се длабоко свесни за одвратната природа на греот. Признавањето, потекнато од длабината на душата, ќе најде свој пат до Бога, кој е полн со бесконечна сомилост. Псалмистот вели, Господ е присен, со ранетите срца ги спасува оние со ранет дух, Псалм 34:18. Сега повторно вели, многу јасно, прецизно. Вистинското признавање секојаш е изрично и се однесува на одредени гревови. Значи, извини, брате, сестро, ти сгрешив во тоа, тоа и тоа, а не извини за се. А после ако седнеш да разговараш со таа особа за одредените гревови, ништо нема да признае. За ништо нема да се извини. Како тоа? Извини за се. Тоа е само мерка на некој начин да ја смириш малку атмосферата, да речеме така. Извини за се. А всушност за ништо. Значи, вистинското признавање секојаш е изрично и се однесува на одредени гревови. Значи, тоа и тоа, ова и ова. Тие понекогаш имаат таква природа што може да му се признаат само на Бога, добро сега навлегува на тоа, нели има и тајни гревови, само на Бога, јавни или со некого меѓу вас двајцата. Но сите признавања мора да бидат јасни и целосни. Мораме да ги признаеме токму оние гревови за кои сме виновни. Ова е од патот кон Христа. Сега дали се појасни некои работи? Значи, ако некој ти греши и ако се кае, ти треба да му простиш. Тоа е факт. И секој треба да го имаш оној дух на простување. И заради тебе, ако не за... Меѓутоа, ако не се кае, не може да му простиш. Или ако се случува она, иако еве читавме цитати од Елен Вајт, значи јас сум сосема на чисто околу тоа дека нам не ни е дадено, нити пак можеме ние да читаме побуди кај луѓето. Не можеш и срцето да му го читаш на некој. Ако беше така, мислам дека и со Зоран сме разговарали, замисли си, мислам ја нима кажувано, замисли си Господ да ни дал таква можност да ги читаме мислите еден на друг. Тоа ќе биде хаос. Тоа не знам што ќе биде. Какви што сме, такви какви што сме, леле. Значи, побуди не можеме да читаме. Меѓутоа, имате некои ситуации, баре според мене, ако ти мене ми грешиш постојано на едно исто, и демек се каеш ми доаиш, тоа не е читање на побуди, тоа се дела кои што ги гледаш со очи пред тебе. Ако покајанието е жал заради стореното, ако е оставање, тогаш што не го оставиш? Како тоа дури до 7 пати утекот на денот можеш да ми го направиш тоа, па сега ако броиме 30 дена во месецот по 7, многу голема бројка, тоа е 210. Пак не е 7 пута 70. Но меѓутоа тоа кажавме, значи тоа значи дека ние треба да имаме постојано дух на простување. Тоа е тоа. Но ако се покае братот или сестрата, тогаш доаѓа прошката. Така и Бог действува. Замислите си вие како Бог би се однесувал ако 7 пати едно исто му грешиш утекот на денот и доаѓаш кај него. И се каеш побајаги. Тоа мене ми изгледа како исповедалница кај комшије. Не знам дали имаат тука такво нешто воопште. Еве на филмови сме гледале.
си греши, ке дојде, ја знаеш, тоа греши, после пак исто. Пак ќе дојде, пак ќе си исповеда. Како? Да. Па да, ништо, не е бесплатно. Да. Така да, јас се надам дека сум јасен, се надам дека и писмото е јасно и самите цитати. Има тука некои работи, значи некојаш кога читаме и кога размислуваме работи, има тука нешто и измеѓу. Значи треба да се размислува, да се свати што е што. Затоа што ако ни е целта, секојаш кога се нарушуваат односите меѓу нас, целта е нормално да ги исправиме тие односи и да бидеме прави пред Бога. И на крајот и спасението, тоа е најглавната цел. Тоаш треба навистина да постапуваме мудро, со Божја помош, во љубов, како што овде се спомна, но и не смееме да дозволиме да некој си игра со нас, после кој знае колку пати и повторно да го примате назад. Не, мора да му држите лекција на некој начин, он да свати дека не може така. Значи, тоа е и за негово добро. Мора да поставите некои граници, да кажем така. Но, на крајот, што да кажеме, Господ е наистина многу милостив, кој знае колку пати сме му сгрешиле и се надевам дека вистински се каеме, затоа што ако тоа го нема кај нас, ако може би само онака излегуваме пред него инака леко мислено, како што викаше цитатот, Господе, прости ми, не знам дали добиваме прошка на тој начин. И дали тоа е вистинско кајање, а може би доказ дека не е вистинско кајање, затоа што таа истата работа ќе ја повториме и утре, и задутре. Точно е дека има некои работи кои што може би ги влечеме како навики, уште од детство и долги години, но вистинското кајање значи гнасење од тој грев. И вистинското кајање доаѓа од Бога, жал по Бога, како што вели стихот. Така да Господ нека ни даде сили да, ако имаме некои непомирени работи меѓу себе или било со кого, да сториме се што е од наша страна и на крајот на криштата, ако не се решава нешто, ние самите во себе да си имаме мир, затоа што ние сме простиле, без оглед на тоа колку ни сгрешиле. Нека му е слава на Бога за сите овие упатства и совети кои што ни ги дава како тоа да живееме еден исправен христијански живот. Амин.